По повод Европската недела на мобилност, денеска во дворот на Основното училиште Марина Попиванова се одржа велородео настан, кој е дел од проектот Вело училиште, а е во организација на Сдруженијето на граѓани Екологики, подржано од Швајцарската агенција за развој и соработка. По тој повод денеска од градскиот плоштад група ученици од сите основни училишта од Кочани, придружувани од страна на градоначалникот Николчо Илиев и просветни работници, со велосипедско дефиле се упатија кон дворот на Основното училиште Марина Попиванова, каде што се одржа и настанот велородео. Представник од Сдруженијето на граѓани Екологик се заблагодари за досегашната соработка и поддршка од општина Кочани за да се организира овој настан кој има за цел да ја подигне свеста кај граѓаните за користење на велосипедот како превозно средство. Велородео е дел од Вело училишта. Тоа е една мрежа која започнавме минатата година. На почетокот сакавме да биде со 10 училишта, меѓутоа некако интересот на училиштата порасна, па во моментов имаме 40 на училишта што се во мрежата и од ден за ден расте истата, со тоа што како дел од пролетните и од есенските активности на Вело училишта мрежата имаме велородео турнеја. Претходната беше во мај. Низ 6 градови оваа година имаме сега во септември низ 5 градови по повод Европската недела на мобилност. Градоначалникот Николчо Илиев ги поздрави сите учесници во дефилето и укажа на предностите од користење на велосипедот како превозно средство што од најмали нозе. Возењето на велосипед нуди повеќе предности, како што рековме, најпрво е добро за здравјето на секој да го користи што почесто, понатаму секако дека е убава можност преку возењето на велосипед да допринесеме до намалувањето на загадувањето на животната средина, нешто што е многу важно за сите нас и што сите ние се соочуваме со вакви проблеми. Исто така, велосипедот допринесува и за подобрување на нашиот буџет, преку возење на велосипед ги намалуваме трошоците за превоз. Директорот на Основното училиште Марина Попиванова Благој Петров се заблагодари на сите учесници во овој настан. По четврти пат во Кочани се организира велородео, а веќе 12 или 13 години е велосипедското дефиле. Значи, нашето училиште Марина Попиванова е едно од членките на вело училиштата и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со ваквите активности да и укажеме на децата, значи да го користат велосипедот како многу покорисно средство за возење, значи да ги тргнеме децата од нивните лоши навики со самото возење на велосипед, значи децата и спортуваат и нели во здраво тело, здрав дух. Учесниците на велородео, учениците изјавија дека редовно го користат велосипедот како превозно средство, но велат дека она што недостига е велосипедска патека за побезбедно возење. Велосипедот го користам секој ден. Со него некојаш одам и на училиште. Сакам да возам велосипед затоа што преку него се дружам со пријателите и е добро за мене и него загадувам околината. Ни скочен, некојаш со пријателите одиме до околните села, до околните градови. Потребно е велосипедски патеки затоа што на улиците не е веќе толку безбедно. Секој ден возам велосипед околу игралиштето, околу моите згради и така. Највеќе за моето здравје потребно е да има велосипедски патеки, бидејќи поминуваат многу коли и можеме да се повредиме. Покрај забавните игри во рамките на проектот Велородео, тимот на Основното училиште Марина Попиванова во училиштето подготвија и велосипедско катче, на кое преку фотографии и пораки ги представија досегашните активности кои се дел од овој проект. Велородео е настан од отворен карактер и право на учество имаат сите ученици од основните училишта од 4 до 9 одделение, кои имаат желба да возат велосипед како и активно и едукативно да се забавуваат преку едукативни игри кои ги има подготвено, а меѓу кои се еко, не лути се човече, во реална големина, служувајќи веломеморија, екоквиз и многу други. Велородео настанот се основа на тоа преку игра, забава и едукација, учениците да си ја пренесат пораката за придобивките од возење велосипед, како баланс, безбедност, сигнализација, контрола, тргнување, забрзување и запирање. Учениците имаа можност да ги покажат своите вештини преку полигонско возење со препреки, возење во круг и возење по даски препреки.